За тебе како вработен, како и за твоите месечни примања и уплатени придоноси, е одговорен твојот работодавец. Тој на твојата банкарска сметка ја уплаќа твојата месечна плата, но тој уплаќа и дополнителни средства кои ти не ги гледаш. Дел од нив се за задолжително пензиско осигурување. Тие припаѓаат на така наречен пензиски систем, кој може да го поделиме во 3 столба. Прв столб – Државниот фонд на ПИОМ. Втор столб – задолжително капитално финансирано пензиско осигурување. И трет столб – доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Што би значело, откако ќе се вработиш, покрај фондот на ПИОМ ќе треба да одбереш во кој приватен пензиски фонд сакаш да членуваш. Ако не избереш, ќе бидеш распределен во некој. Таа распределба ја прави фондот на ПИОМ во соработка со агенцијата МАПАС. Пензиски фонд е место каде одат средствата кои ти ги уплаќа работодавецот, а ти не ги гледаш. 6% од твојата бруто плата одат во твојот задолжителен пензиски фонд и можеш да си ги наречеш заштеда, но не може да ги користиш пред да станеш пензионер. 12% од твојата бруто плата оди во фондот на ПИО. Значи, овие пари се само за твојата пензија. Парите не можеш да ги користиш до пензија, но можеш да се потрудиш да бидат што е можно поголеми кога ќе им дојде време за трошење. Компанијата во која работиш или ти самиот можеш секој месец да си уплаќаш дополнителни средства, кои кога ќе бидеш пензионер, ќе можеш да ги повлечеш наеднаш или да ти се исплаќаат како дополнителен месечен пензиски прилив. Тоа се вика доброволно пензиско осигурување. Државата ти помага доколку штедиш за дополнителна пензија со значајни даночни стимулации за уплатените средства во доброволен фонд. Дополнително, приносот кој се остварува од управувањето со средствата на пензискиот фонд им припаѓа на членовите и на пензионираните членови на фондот и сразмерно се распределува на нивни сметки. Информирај се за состојбата на твојата пензиска сметка. Погледни подалеку на penzija.mk.